Обвинителството засега само како нем сведок ја следи најголемата афера во врска со набавката на кинеските вакцини. Тие во моментов нема да покренат никаква постапка по објавениот скандал дека владата користела фантом фирма како посредник со набавката на вакцините од Кина. Институцијата задолжена за борба против организиран криминал и корупција само ги следела настаните, но ке чека другите надлежни институции да пријават доколку има индиции за сторен криминал. Очекуваме надлежните институции до обвинителството да достават своји наоди за евентуални сторени кривични дела. Обвинителството согласно своите надлежности ќе ги даде неопходните насоки, упатства и наредби на институциите, во чија надлежност е откривањето на овој вид на криминал. Доколку овие институции утврдат елементи на кривично дело, обвинителството ќе постапи согласно своите надлежности и ќе ги гони сторителите. Наместо да покренат постапка по допрен глас, ОЈО бара од јавноста доколку има сознанија за одредено кривично дело, истото да го пријават во полиција, која во тој случај е должна да постапи. За разлика од обвинителството, откако италијанскиот весник La Verità објави што стои зад неуспешната набавка на вакцината од Синофарм и дека авансот е вратен од и владата користела фантом фирма како посредник, постапка поведе антикорупцијската комисија. Тие решија да почнат да собираат информации за евентуално да отворат предмет. Во писмата од министерот за здравство до кинеската компанија, исто така јасно се гледа дека државава ја ослободува Кина од било каква одговорност за можните компликации од вакцините. Во целиот случај Филипче не гледа ништо спорно и ги обвини опозицијата и дел од медиумите дека сакаат намерно да фрлат дамка врз здравствениот систем. Од ВМРО ДПМН пак и понатаму бараат одговорност од власта за фијаското со набавката на вакцини и сметаат дека Филипче преку така наречената фантом фирма преку која сакал да набави вакцини од Кина бил во трка по провизии, а не во трка да набави вакцини.